Младите не сакаат да работат земјоделие, дури и повисоките субвенции не се доволни да започнат земјоделски бизнис. Овој проблем ги загрижува и земјоделските здруженија, откако Министерството за земјоделство за промена на културите најави повисоки субвенции. Има подоходовни гранки, но кој ќе работи, праша Велјо Тантаров од Здруженијето на земјоделци. Приходот од насади со јаболка, круши, зарекчици не знаеме се уште. Одварај исто така не знаеме, оти се нови овошти култури, ќе има поголем доход, поголем приход, така. Меѓутоа сега се поставува друго прашање. Како ќе се подигаат такви насади кога младите бегаат од селото? Кој ќе ги обработува тие површини? Кој ќе ги бере тоа производство? Младите заминуваат од селата, ова ги обесхрабрува и оние кои се зафатиле да работат на ниви. Во оваа ситуација, не знам... Потешко или? Па многу потешко за да се работи тука земјоделие и затоа младите бегаат во странство. Групиште има ли многу што замина млади? Па не, нема многу, ама не слабо имат интерес за работа. Сопствена земја или да добијат државно земјиште, помош околу набавка на земјоделска механизација потребна за обработка на нивите, пред се и сигурен пласман бараат младите земјоделци кои отпочнале земјоделски бизнис со државна помош. Од Асоцијацијата на земјоделци предложија средствата да не бидат лимитирани, финансиската поддршка за реални и поддржани проекти да се зголеми и двојно, само младите да останат во земјоделието.